Елизавета Спасеновска денеска ќе се занимава за нешто што нашето општество веројатно допрва ќе треба да станува подобро. Препуштам Елизавета да ви го објасни проблемот за кој ќе разговара со својот гостин. Добро утро. Во следните 10 минути ќе зборуваме за децата на улица, односно за тоа како да ги тргнеме децата од улица и да пристанат со питачење. Токму на оваа тема наш денешен гостин и соговорник е господинот Илија Јовановиќ од невладината организација Градиме иднина. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, добро ви најдовме, ви благодарам на поканата, поздрав до екипата ваша, поздрав до сите слушатели гледачи на днешната емисија. Она што за почеток веднаш би ве прашала е вашето истражување, на кое што вие веќе долго време работите, а тоа е како да се тргнат децата од улица. И можеби би било убаво да споменеме дека во минатото и вие припаѓавте на ранлива категорија граѓани, како дете кое што без родители пораснало во домот за деца без родители 11 октомври. Меѓутоа, ајде да се посветиме на ова за што сме денеска тука. Ова е голем проблем. Дали вие како невладина организација се обидувате да го представите и пред институциите, па заедно да го решите? Апсолутно, да, ние за тоа сме тука, да ги решиме секојдневните проблеми. Целта ни е не е само да излеземе на терен, да видиме и да се направи истражување анкета. Ова е секојдневен горлив проблем, не само за граѓаните, туку и за сообраќајот, и за возачите, што и ова јас ќе ги спомнам. Апелирам до возачите, престанете веќе да ги помагате, престанете веќе да давате денар, 2, 5, 10 денара. Тоа не е проблем. Проблемот знаете кој е? Ајде сите возачи, еден апел до сите возачи, понудете им вработување. Земете ги во вашите приватни компании, дајте да ги тргнеме од улица. Зошто дозволуваме на плюс 50 степени во летните временски времиња на тие високи температури да видат децата тука. На улицата. Не само децата, него и родителите кои ги злоупотребуваат, или на минус 20. Зошто да дозволиме некои од децата да умират и од студови, од температури да колабираат, да паѓаат во несвест? Тоа ли го сакаме, тоа ли е решен проблем? Најголемата грешка е тоа од самите возачи, од самите граѓани. Апелирам да престанете веќе да помагате. Ние како невладина имаме програма, имаме проекти во многу насоки како да ги решиме секојдневните проблеми нивни. Прво, ќе бараме од Министерството за внатрешни работи, од Труд и социјала, сите амбасади ќе ги известиме што се случува во Македонија на ниво на цела Република Македонија, во сите 82 општини. Не е проблем само Скопје, шпицот на центарот Карпош или другите центар останати општини. Ова е сериозен секојдневен проблем. Прво, ќе бараме од МВР, од сите полициски станици, повеќе да работат на терен, наместо да се казнуваат граѓаните дали носат маски или не. Ние полиција не гледаме на терен баш тој проблем да го решава. Ќе барам исто од внатрешна контрола на МВР, доколку не ја вршат службената положба полицајците, каде што се платени за тоа и треба да го решаваат, затоа што ова во другите земји се решава од страната на полицијата, Министерството за труд и социјала, цела влада комплет се вклучува во овој проблем, се наоѓа стратегија и план со компаниите да се вработуваат, да се тргнат од улица, да им се подобрат условите, да бидат конкурентни на пазарот, да се вработуваат, да се носат на лекарски прегледи, затоа што ние имаме од 27.000 гладни и сиромашни имаме ние во Македонија, деца имаме од 2.000 кои се во голем ризик од нивната здравствена состојба. Ние не знаеме. Така, велите ќе ги алармирате надлежните, зашто досега не сте се обиделе да соработувате со нив? Дали сте имале можеби позитивна реакција од нивна страна? Видете, ние секогаш како невладина сме биле отворени за соработка. Јас не знам што е проблемот. Дали дека веќе почнавме на терен да излегуваме, да ги објавуваме анкетите, што секој ден се случува со нив и кој проблем го имат граѓаните. Јас пак ќе кажам, не е само да излеземе, дајте сите заедно да го решиме проблемот. Влада, Труд и социјала, Министерство, пратениците, не е само да се злоупотребуваат. Ова е долгогодишен проблем и можеби во минатото имало обиди да се реши овој проблем, меѓутоа секогаш биле тие неуспешни. Имате ли никоја стратегија како успешно да се справиме со овој проблем? Да, имаме, затоа што кога ќе се вклучат општините, градоначалниците, центрите за социјални грижи, директорите наместо да седат по кафани да ги решаваат проблемите, сите центри и сите социјални од другите работници земји од појаките развиени земји излегуваат на терен, им се одзима родителско право, се работи со нив, дневни центри имат отворено,
значи работат на многу секојдневни проблеми, се запишуваат во школи, во училишта, се носат на здравствени прегледи, контроли. Зошто ние ова тука го немаме? Но јас ќе дадам се од себе ветив до сите граѓани во целата држава. Овој проблем на највисоко ниво ќе го кренам. Полицијата да работи, да ја врши функцијата како што треба. Секој полицаец, центрите да се на терен, да им го земат родителското право. Ќе барам да им се скрати социјалната помош, еден грейс период, да ги казнеме малце, да видат дека ова не е само, верувате, ова држава е најсоцијална држава. Ја не сум видел до сега 136.000 само имаме невработени во државава. Јас ќе дадам се од себе да ги тргнам од улица, да им го решиме стамбеното прашање, образование, здравство, да бидат конкурентни на пазарот, да се описменат, да има едукација, да има работилници. Ово е проблем на труд и социјала, они треба да спротивно да го решава. И ќе најдеме начин, не е само да им се даде привремен период и пак они да излегуваат. Ние имаме дневни центри, но не функционираат како што треба. Зошто не функционираат дневните центри? Кој е вашиот став? Мојот став е недоволно се работи со нив. Еве јас да отидам во некој дневен центар, пола се 5 деца се вамо, повеќето се на улица. Ние имаме околу 50 деца на улица каде што питачат и дуват лепаци. Зошто тоа да го дозволиме? Наместо децата да се во школа, во градинка, со другарчиња, спротивно за жал ми се ова. Не спомнувам само за роми, и македонци, има албанци, има и од другите национални вери. Мора овој проблем да се реши. Ја апелирам до граѓаните, престанете да помагате, со тоа верувајте дека самите ќе ги тргнеме од ова, дозволете ние овој проблем да го решиме, затоа што овој проблем е и на владата, и на труд и социјала, и апелирам до сите пратеници, донесете закон за вработување на сите маргинализирани групи. Некој ќе дојде избори, ќе ги решиме проблемите. Утре пак ние се соочуваме, затоа што ние ги направивме да бидат да користат лепила, наркотични средства, алкохол, сите тие пари што ги дават, направи анкета. Трагично е. Ние имаме за бездомниците пункт во Момин поток, до 15 часот се згрижени, така нешто мислам дека беше. Верувате, они сега имат на минус 20 војна болница, центар, питачат, собират пари, ги користат средствата. Малборо си купуваат. Јас немам ништо против тоа. Фанта, и сендвичи, но тоа не е решение. Дајте да работиме со сите бездомници, дајте да работиме со сите категории. Зошто ние да дозволиме да имаме питачи, проституција, криминал, самоубиства, 3 деца имат починато од дување на лепац и тоа од 3 до 7 годишна возраст? Зошто ќе барам исто од МВР? Најстрого ќе ги осудам родителите со учесниците кои учествуваат да зимат од други родители деца, младинки до под 14 години ги злоупотребувале за проституција, педофилство, изживljавање со нив. Дури им плаќале 500 денара, 2000 денара до 3000 евра, своето дете го продават да стапи нелегално под 14 години во брак. Ова ли е Европска Унија? Вака ли ние ќе влеземе? Вака нас никој нема да не прифати со овој горлив проблем. Ние сме 6-та држава најсиромашна. И апелирам до сите градоначалници, вработете со категорија од социјални случаеви. Не ги понижувајте, не им давајте за Нова година, за Божик, за Великден, било кој празник. Престанете веќе гребови да перете во нашата категорија. Дајте, пружете им топол дом, покрив над глава. Дајте да им ги опремиме домовите. Нашата организација гради кујки. Тој проект го стопиравме затоа што најдовме во неколку семејства имат уште нерешен имот кој не е поделен, што и тука роднините ги манипулират, ги злоупотребуваат да им го одземат и тоа парче земја што им останало бар некој семејства да се изградат дом. Ќе го решиме проблемот, мора да се реши овој горлив проблем. Јас реков дека пред сите граѓани до пред Нова година мора полицијата да биде активна, дури од армијата ќе барам доколку не може да се постигне, ќе ја вклучиме и армијата како што е сега вклучена за пандемијата, сегдека во сите локации, во сите центри, во сите барови. Апелирам до сите барови, престанете веќе да давате за што ги правиме зависници и стварно смета за граѓаните. Треба да уживаме во животот, да има вработување, да немаме социјална помош, да и така натаму. Добро, Јовановиќ, навистина е ова голема тема, опширна тема, за која што е потребно многу повеќе време од ова што ние го имаме на располагање. Секако дека ние како медиум ќе останеме да следиме темата и ќе будно ќе следиме дали овој проблем за кој што зборуваме ќе почне во иднина барем помалку да се решава и подобрува. Ви благодарам уште еднаш за денешното учество во утренски брифинг. Ви благодарам и на вас.
Како што можете да слушнете, навистина е голем бројот на деца кои што питачат на улица. Се надеваме дека барем малку ќе ги поттикнеме и институциите да поработат на овој проблем со цел дечињата на овие ниски температури да бидат во училиште или во своите топли домови.